Здраво. Ке може да пратам писмо? Може. Дај ми го. Аха. Ама ова е меѓународно. Кај треба да го праќате, во Германија? Да, во Германија. Само не може сега да праќате меѓународно. Вратете се околу 1 часот и тогаш ќе завршиме работа. Важи, фала пријатно. Здраво, повелете како можам да ви помогнам? Сакав да испратам меѓународно писмо, ми рекоа да се вратам во 1 час. Во 1? Сега е 1. Аха, меѓународно писмо. Кај треба да го испраќате? Во Германија. Во ред. Почекајте само момент да го викнам колегата, јас сум нов. Веднаш ќе дојде, почекајте без гајле само момент. Повели. Сакав да испратам меѓународно писмо, ми рекоа да се вратам во 1 час. Чекай малку. Кажи? Сакав да пратам меѓународно писмо. Вашиот колега што беше овде ми рече да се вратам во 1. Момент само. Добро, така. Ке чекаш онаму во ходникот, кај она врата. Има еден шалтер, погледаш. Тука ќе дојде еден дечко, тој е за меѓународно и ќе ти заврши работа, окей? Добро, фала. Добар ден. Се извинувам, ова е за меѓународни писма. Ајде, повели дечко. Сакам да испратам писмо во Германија. Дај ми го. Како сакаш, препорачено, авионски, регуларно? Важно ми е само да стигне. Не, сериозно, како е несигурно? Како мислиш како е најсигурно? Па често слушам дека не стигнуваат писмата. Мислам дека се случувало да не стигне писмо. Знаеш кога се случува да не стигне? Кога го пишува некоја полуписмена селска учителка со ракопис себе ваков, како кокошки да го колвале. Ништо кога не се чита, кога е пака начкртано. Читаш овде? Ете, тогаш дечко не стигнуваат. Препорачано. Моам? Писмото нека биде препорачано. $280 денари. Самоников? Да, Самоников. Петар, што ти баја тебе? Петар. Петар Самоников, од внатрешни. Така. Стварно? Ти од Петар си? Па така кажи, што не кажа веднаш? Момент. Ало? Кире! Дојде има писмо од Петар од внатрешни. Да, веднаш да се прати, да, веднаш. Препорачено. Ајде, чекам. Значи, многу да ми го поздравиш, многу да ми го поздравиш, Петар. Заблагодари му се од мене, за тоа тогаш со казната. Си знае тој, Миро сум јас. Миро, кажи му фала од Миро. Ќе му кажам фала. И од тебе за тогаш со казната и од мене за сега со писмово. Ако го запознам. Како мислиш? Па така, не познавам Петар од внатрешни. Па сега рече дека ти е татко. Реков? Како не ти е срам? Расипан, безобразен, лажно. Какви луѓе сте вие? Денешнава младина се прекутрупа со врски, со лаги. Кире! Кире! Расипан, безобразен, лажно. На Лидија Митовска-Ѓоргиевска. Драмски непотизам на шалтер, манифест за протекција и коруптивно делување во македонската секојдневност, како да е тоа нешто сосема ново.